Добар ден, драги ученици! Ова е видео лекција по предметот Општество за пето оделение. Денешната наставна содржина е суверена и независна македонска држава, референдум 8 септември, а целите се да знае за формирањето на суверена Република Македонија во 1991 година, да изгради патриотски чувства кон татковината. Ученици, денешната наставна содржина, суверена и независна македонска држава, референдум 8 септември, ќе ја започнеме со играта асоциација. Како што гледате, имаме три колони. Колона А, колона Б, колона В и конечно решение. Нашата задача е да ги откриеме полињата од колона А, Б и В и да ги погодиме решенијата и на крај да го погодиме и конечното решение. Но можеби некој од вас ќе се сети побрзо на конечното решение. Па да започнеме. Да го отвориме полето А3. Што има позади полето А3? Тоа е 1 мај. Да продолжиме со отварање на друго поле. Еве ќе го отвориме полето А1 од колона А. Тука имаме 24 мај, ден на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. И 1 мај, знаеме дека е денот на трудот. Дали може да се сетите кое е решението на колона А или да продолжиме понатаму? Ајде ќе отвориме поле од колона Б, еве полето Б2. 6. Ќе го отвориме и полето Б3. 7. Ајде сега ќе отвориме едно поле од колона В, полето В1. Тука пишува јуни. Дали може да се сетите за некое решение? Ајде ќе го отвориме и полето А2. 2 август, денот на Републиката. Значи полето од А1 е 24 мај, ден на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Под полето А2 е 2 август, денот на Републиката и 1 мај, денот на трудот. Дали може некој да се сети кое е решението во колона А? Браво! Тоа е празник. Одлично. Да продолжиме со отварање на другите полиња. Еве поле В3. Тука имаме август, значи јуни, август. И ајде, размислете дали ќе се сетите на решението во колона В или пак 6 и 7. Дали ќе се сетите на решението во колона Б? Ајде ќе го отвориме полето Б1. Тука имаме 5. 5, 6 и 7. Одлично, тоа е број. Браво! Ни остана уште В2, или пак може некој ќе размисли и ќе го погоди конечното решение. Ајде, размислувајте. Размислете. Да ќе го отвориме В2. Јули, значи јуни, јули, август. Колона В е месец. Значи имаме празник, број и месец. Размислете убаво, кој е конечното решение? Одлично, супер, тоа е 8 септември, денот на независноста на нашата татковина, кога во 1991 година македонскиот народ преку референдум се изјаснил за независна татковина. Да го објасниме зборот референдум. Референдум представува демократско изјаснување, односно гласање на граѓаните за одредено прашање значајно за државата. А пак суверена е самостојно донесување на одлуки во внатрешните работи на земјата и односите со другите држави. Суверена и независна македонска држава, референдум 8 септември.
Нашата држава пред референдумот била Социјалистичка република Македонија како дел од Социјалистичка федеративна република Југославија, скратено СФРЈ. Граѓаните од сите етнички заедници на нашата држава на 8 септември во 1991 година на референдумот се изјасниле за самостојна и независна држава и е прогласена за независна Република Македонија. Погледнете, ова е покана за претходно изјаснување на граѓаните на референдум, каде што пишува: ве покануваме за изјаснување на референдумот на ден 8.9.1991 година од 7 до 19 часот. По гласањето народот славел на градскиот плоштад, а тогашниот претседател Киро Глигоров се обратил кон македонскиот народ со следниот говор: Граѓани и граѓанки на Македонија, дозволете вечерва на вас и на сите граѓани и граѓанки на Македонија да ви ја честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Ова е фотографијата од настанот и од тогашниот претседател Киро Глигоров. На овој ден секоја година свечено се обележува и прославува независноста на нашата татковина. 8 септември е државен празник. Ученици, тогаш во сите весници се пишувало за македонскиот народ дека гласал за самостојност. Денот на независноста како државен празник е неработен ден во нашата држава. Председателот и владата на нашата држава организираат разни свечености. Председателот традиционално го доделува орденот 8 септември. Погледнете го, орденот 8 септември. На 17 ноември 1991 година Собранието го изгласа првиот устав на независна и суверена држава. Уставот е највисок правен акт на една држава. Како независна и самостојна држава, на 8 април 1993 година е примена како рамноправна членка во ООН, што значи Организација на Обединети нации. И тогаш во сите весници пишувало за прогласувањето на уставот на нашата татковина. За домашна работа имате интересна активност, изработка на книга. Истражете за референдумот од 8 септември 1991 година и со податоците кои ќе ги најдете, изработете книга. Ви благодарам, довидување.